Добар ден и добре дојдовте во училница по предметот Македонски јазик и литература. Денешната наставна содржина е наменета за ученици од втора година од гимназиско и средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Средното училиште Мирко Милевски од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина: прилози, потекло на прилозите, образување, поделба и функција на прилозите во реченицата, од тема морфологија, подрачје јазик. Што ќе научиме на денешниот час? На денешниот час ќе научиме дефинирање на прилозите како зборовна група, образување на прилозите, поделба на прилозите според значењето, функцијата на прилозите во реченицата, препознавање на прилозите во самата реченица, како и ваше самостојно формирање реченици во кои ќе употребите прилог во функција на прилошка определба. Да се потсетиме на претходно усвоени знаења. Знаеме дека речникот на македонскиот јазик е составен од многу зборови. За полесно нивно изучување, тие се поделени во зборовни групи, врз основа на некој заеднички признак. Во македонскиот јазик постојат повеќе класификации на зборовите во групи, но најчесто се применуваат следниве: значенска класификација, направена според списловната, внатрешната или значенската страна на зборот, па според неа зборовите се класифицирани на 11 зборовни групи. Тие се именки, глаголи, придавки, заменки, броеви, прилози, предлози, сврзници, извици, честици и модални зборови. Втората е така наречена морфолошка класификација, според која зборовите се делат на две групи: менливи зборови и неменливи зборови. Менливи се оние зборови кои што ја менуваат својата форма според одредени граматички категории. Такви се именки, заменки, придавки, броеви и глаголи. Неменливите зборови не ја менуваат својата форма. Тие се прилози, предлози, сврзници, извици, честички и модални зборови. Забележувате дека прилозите спаѓаат во групата на неменливи зборови. Меѓутоа, и кај нив има исклучоци. Така, прилогот долу може да се степенува, подолу, најдолу, или прилогот неколку може да се членува, па добиваме форма неколкуте. Третата е така наречена синтаксичка класификација, направена според службата на зборовите во реченицата. Зборовите, според оваа класификација, се делат на две групи: полнозначни зборови и службени. Полнозначните зборови имаат своја функција во реченицата. Такви се именки, заменки, придавки, глаголи, броеви и прилози. А службените зборови самостојно немаат своја функција во реченицата, туку својата служба ја добиваат заедно со полнозначниот збор, па може да се каже дека тие се во служба на полнозначните зборови и затоа се наречени службени зборови. Тие се предлози, сврзници, извици, честички и модални зборови. Според табелите што ги имаме и овие две класификации, забележувате дека прилозите се неменливи зборови и полнозначни. Што се прилози? Според претходно кажаното, да дадеме дефиниција за прилози. Прилозите се полнозначни и неменливи зборови кои најчесто одат со глаголите и го определуваат дејството според некој признак. Имаме реченици во кои се употребени прилози. Еве пример. Ана многу учи. Ана ноќе учи. Ана дома учи. Зборовите многу, ноќе и дома се прилози во овие реченици. Во некои случаи прилозите може да дополнуваат, да определуваат придавки, именки или други прилози. Еве пример. Многу голем човек. Прилогот многу ја надополнува придавката голем. Малку вода. Прилогот малку ја дополнува именката вода. Мошне добро изгледаш. Прилогот мошне го надополнува прилогот
добро. Потекло и образување на прилозите. Во современиот македонски јазик, дел од прилозите настанале од други зборовни групи. Нивното образување настанало на два начини. Прво, со преосмислување на старите падежни форми на именката и вториот начин со поврзување и сраснување на два збора во еден збор. Најчесто поврзување и сраснување на предлог и именка или на два полнозначни збора. Тоа значи дека прилозите во македонскиот јазик се образувани од придавки, именки, глаголи, заменки и броеви. Во оваа табела дадени се по неколку примери. Прилози образувани од придавки: умно, јасно, надолго, нашироко, наголемо, надесно, малку, далеку, близу. Прилози образувани од именки: денес, ноќеска, летоска, напладне, настрана, наручек, сосила, навреме, довека. Прилози образувани од глаголи: стоечкум, лежечкум, влечкум, бежечкум, молкум, рипана. Прилози образувани од заменки: овде, онде, сега, ваму, таму, никаде, тогаш, некогаш, наваму. И прилози образувани од броеви: еднаш, тројно, двојно, стократно, десеткратно, првпат, вторпат, еднипати, трипати. Поделба на прилозите. Прилозите според значењето се делат на неколку групи, и тоа: прилози за место, прилози за време, прилози за начин, прилози за количество и степен. Еве по неколку примери за сите нив. Прилози за место: горе, некаде, близу, далеку, овде, таму, онде, натаму, вдесно. Прилози за време: вечер, утре, лани, денес, дење, некогаш, сега, одамна, после. Прилози за начин: силно, слабо, добро, лошо, бавно, брзо, машки, братски, високо. Прилози за количество и степен: малку, многу, толку, сосем, доста, мошне, неколку, тројно, премногу. Според она што го кажавме претходно, рековме дека прилозите се полнозначни зборови, односно имаат своја функција во реченицата. Прилозите во реченицата го определуваат глаголското дејство според времето, местото, начинот или степенот на неговото вршење, па според тоа тие имаат функција на прилошки определби во реченицата. Прилозите во реченицата може да бидат прилошка определба за време, прилошка определба за место, прилошка определба за начин и прилошка определба за количество и степен. Во следниве неколку примери дадени се реченици во кои прилогот е употребен во функција на прилошка определба. Пример: прилошка определба за време. Од училиште ќе се вратам попладне. Го искажува времето кога се врши глаголското дејство, па затоа оваа прилошка определба во реченицата ја бараме со прашањето кога. Кога ќе се вратам попладне. Прилошка определба за место го искажува местото каде се врши глаголското дејство. Роденденот го прославивме дома. Каде го прославивме роденденот? Дома. Прилогот дома е употребен во функција на прилошка определба за место. Прилошката определба за начин го искажува начинот како се врши глаголското дејство. Лесно ја научив лекцијата. Како ја научив лекцијата? Лесно. Прилогот лесно е употребен во функција на прилошка определба за начин. И во последниот пример имаме прилог употребен во функција на прилошка определба за количество и степен, кој го бараме
со прашањето колку. Пример. Тројно го зголемив производството на заштитни маски. Колку го зголемив производството? Тројно. Прилогот тројно има функција на прилошка определба за количество и степен. За да го проверите своето знаење од овој час, имаме активност за ученикот. Вежба. Образувај по една реченица во која ќе употребиш прилог како прилошка определба за време, место, начин и за количество и степен. Еве неколку примери. Навечер сакам да шетам по брегот на реката. Кога сакам да шетам? Навечер. Со прашањето кога ја баравме прилошката определба за време. Тоа значи дека во овој пример прилогот навечер има функција на прилошка определба за време. Овде живееше мојата баба. Каде живееше мојата баба? Овде. Со прашањето каде се бара прилошката определба за место. Па, прилогот овде е употребен во функција на прилошка определба за место. Тешко ми дојде твоето заминување. Како ми дојде твоето заминување? Тешко. Со прашањето како ја баравме прилошката определба за начин. И во последниот пример е употребена прилошка определба за количество и степен. Премногу се израдував за твојот успех. Оваа прилошка определба за количество и степен ја бараме со прашањето колку. Премногу. Тоа значи дека во овој пример прилогот премногу е употребен во функција на прилошка определба за количество и степен. Обидете се самостојно да формирате реченици во кои ќе употребите прилошки определби за време, место, начин и за количество и степен, така што ќе го проверите своето знаење од оваа наставна содржина. Ви благодарам за вниманието, имајте успешно учење, останете во добро здравје и до гледање.